Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте уште едно издание. Јаде Бурех на ТВ Сонце. По подолга пауза почнувам со гости и вечер ве имам особена чест и задоволство да ви го представам нашиот гостин. Тој е господинот Сашо Пршевски. Така, добро вечер, добре дојдовте. Добро ве најдов. Треба да ве титулирам со доктор Сашо Пршевски? Не. Не? Јас сум, ствари, ќе ви го кажам оригиналниот назив од кај што доаѓам од Австралија. Practitioner of Traditional Chinese Medicine. Значи, како би бил преводот овде? Практикант. Добро. Али, кога ќе дојдат пациентите, ме викаат доктор. Во секој случај. Може да како сакате, не е проблем. Бидејќи прв пат се сретнуваме и јас и ти, господин Пршевски, кажете ми малку повеќе за себе, бидејќи малце чепкав за вас на интернет нема. Немате своји настапи на телевизија и да ве запознаеме. Точно, да. Не сум така еминентен да се експониран. Што да кажам за себе? Јас потекнувам од овде, од Македонија, од Скопје, Чаир. И напуштив Македонија 98 година. Бев на медицински факултет, стигнав до 5-та година и заедно со мојата сопруга решивме 98 година да фатиме за Австралија. Завршивте медицина? За жал не, отидовме со намера таму да продолжам, меѓутоа наидовме на друг систем, немавме доволни информации како сега, мислевме дека таму државата ќе не прифати, више готов кадар, меѓутоа не е таму така. Во моментот кога јас заминав, уште овдека медицината беше медицина, а таму одма наидовме на бизнис. Аха, така. Така да, веројатно од тие причини. Пробував неколку години, меѓутоа видов дека не се заинтересирани за тоа. И се пренасочив во друга област, што е традиционалната кинеска медицина. И да ви кажам, за среќа, јас сум многу задоволен, веќе ги знам двата система, системот на западна медицина, или така наречена алопатска, и ова нашава традиционална кинеска медицина, или само кинеска медицина, бидејќи кинезите не ја викаат традиционална, затоа што таа им е моментална медицина. Таа ја користеле со илјадници години наназад до ден денеска. Што е разликата помеѓу кинеската медицина и западната медицина? Што значи тоа алопатска наспрема? Наспрема холистичка. Холистичка. Значи, кинеската медицина е концепт, тие се два различни концепти. Иако сега постои тенденција да се спојат, меѓутоа во основа се доста различни, затоа што западната медицина се базира на принципот на евиденција или evidence-based medicine. Значи, бараат одредени докази, меѓутоа кинеската медицина, од друга страна, е докажана емпириски. Значи, нешто што постоело со илјадници години, кое што се софистицирало, све нешто што не е чинело луѓето, значи никој не е глупав, не биле ни тогаш луѓето, ако нешто не чинело, тие го одбацувале или го усовршувале, така е дојдено до еден степен, каде што само се пренесува од генерација на генерација, очигледно луѓето имаат голем бенефит и го задржале до ден денес. Тоа е така наречена алопатијата? Не, алопатска медицина е западната медицина, која што се базира на... А ова е холистичка, која се базира, го гледа целиот човек во целина, не гледа само срцето што му е или црниот дроб, како што е западната медицина, туку сивкупно го лечи. Значи телото, психата и духот. Значи три дела. Дори во акупунктурата постојат точки, така наречени ghost points, со кои што се третира духот на човекот, или спирит, како се вика. Тоа не е дух, како што си го замислуваме од филмовите, како оние духови. Меѓутоа, тоа е, како да ви објаснам,
consciousness, како совест, свеста на човекот. И кога тоа е нарушено, многу други проблеми се ствараат. Тоа е тесно поврзано со психологијата и сите тие заедно не се поврзани меѓу себе и имаат влијание врз самото тело и органите. Објасните ми, кога отидовте таму и како дојдовте до таа идеја и колку ви траеше, да речеме, таа обука или и така натаму и дали постоја таму одредени нивоа на колку се навлегува на специјализација некаква или нешто слично. Значи, колку ви требаше време вие за да можете да почнете да практикувате, да работите со пациенти? Да. Значи, зашто почнав кинеска медицина? Не само јас и многу други мои колеги што се во оваа област, примерно од лично искуство. Јас додека бев овде, бев во армија и се здобив со последици како и многу луѓе, добив на хроничен ишијас и го влечев со години и години. Дори кога отидов во Австралија, си проложи. Малце времето промена, целата нога ти се окочува. Вау. Кога отидов таму, ми препорача еден другар таму. Вика да пробаш акупунктура. Со еден третман, од тогаш никакви проблеми до тогаш може со години што го имав ишијасот. Од еден третман. Акупунктурен третман ви се реши проблемот. И од тогаш почнав да се распрашувам од каде со тие што беа. И дознав информација, значи традиционалната кинеска медицина во Австралија е призната како се вика Allied Health, заедно со западната медицина, заедно со физиотерапија, со психологија, со пodiatrist, не знам овде дали постои тоа за петиците што се тие practitioners, што имаат рамни табани, например, има посебна специјалност и луѓето одат кај нив им даваат влошки и podiatrist. Значи тие се исто во групата на тие така наречени Allied Health и можеш да се регистриран. Значи сега вие ако одите на веб страница на австралиската влада за регистрација на Health Professionals, можете да оставите моето име и одма ви излага кој сум ја, што сум, дали сум регистриран и за секоја година, дали сите обуки сум ги направил за таа година, во колку не ги исполнуваш тие услови, значи не ти даваат регистрација и ти по закон не смееш да практицираш. Немаш лиценца. Да. Меѓутоа, за да бидеш лицензиран, најпрво треба да завршиш факултет. Значи, факултетот за традиционална кинеска медицина трае 4 години. Добро. Значи, full time. Тоа е на универзитет? Каде се прави? Кажете ни нешто. Јас запишав на Western Sydney University, се вика, значи универзитетот на Западен Сиднеј. Значи, трае 4 години. Тоа го има во уште еден универзитет, се вика University of Technology, исто во Сиднеј. Меѓутоа во повеќе градови кои има во Мелбурн, не сум сигурен од другата страна во Перт, во Аделаид, меѓутоа practitioners of traditional Chinese medicine има насекаде во Австралија и сите се регистрирани. И сега нашата борба е таму да се избориме, постои таму еден систем се вика Medicare, да можат луѓето да ја користат Medicare како што ја користат кога ќе одат на доктор, значи бесплатно, да имаат и услуги од традиционална кинеска медицина, значи акупунктура и хербологија. Заводот да ги покрива трошоците. Да, осигурувањето. Приватното осигурување така важи. Може луѓе со приватно осигурување. Да, меѓутоа за жал се уште сега се бори таа борба. Да се вратиме на вашето образование, уште ме интересираат детали. Кажете ми, што проучувате? Кои се клучните предмети? Што изучувавте? За кинеска медицина. Нормално. Па учиме од како да ви кажам, од корен се учи кинеската медицина. Се почнува значи од кинеските класици, значи фундаментите на традиционалната кинеска медицина. И потоа како се оди нагоре, значи колку си во втора, трета и четврта година,
значи се оди во поспецијални гранки. Во исто време се учи и западната медицина. Така? Значи, не во тој обем, Мгм. бидејќи јас учев западна медицина овде во Скопје, знам колку е обемна, не беше во тој обем западната медицина, меѓутоа мора да имаме познавање од двете медицини, Мгм. за да ги исполниш тие поени, за да на крај имаш можност да се регистрираш. Значи, прво се учат основите на кинеската медицина, се учи фундаментите, историјата, од каде потекнува, како потекнува. Потоа се учи за акупунктура, и тоа има акупунктура прва, втора, трета година, значи специјалност, прво општо, потоа во различни гранки. Исто хербологијата, прво се учи обичните, тревките една по една, а потоа се учат формулите. Значи, важно е во кинеската хербологија, никогаш не се дава една тревка. Значи, од две нагоре секогаш се комбинираат и тоа е многу важно затоа што тревките работат на синергистички метод, некогаш некои тревки, ако има некој токсично мало дејство, ги неутрализираат, така да крајниот резултат, кога ќе се добие на хербална формула, е да нема никаков сайд ефект, што се вика за организмот, меѓутоа има голем бенефит. Стварно, кинеската хербологија е толку потентна и мене е толку жал што луѓето толку малце знаат овдека, особено за потенцијалот особено на хербалната медицина, исто така и за акупунктурата. Више, за акупунктурата доста се знае овдека, меѓутоа мислам во погрешен правец се знае за она така наречена, се вика кај нас medical acupuncture. Значи што не разбирам. Значи постои традиционална медицина која што се базира на одредени принципи, на одредена филозофија, поради тоа за балансирање на телото. Меѓутоа западната медицина, значи докторите по општа медицина, некои од нив, тие што сакат обично кинези, тие исто прават акупунктура, меѓутоа нивната теорија е на така наречени trigger points, кој што го вклучува нервниот систем. Значи тие велат ќе ставиме тука една игла и таа ќе го активира нервниот систем, се лачат ендорфини и тоа на луѓето им прави да се осеќаат подобро. Меѓутоа, што е тука грешката? Акупунктурата, каде има грешката? Акупунктурата дори во самиот назив е грешка. Самото име кое ќе го преведете од кинески значи акупунктура и моксибустија. Или на англиски acupuncture and moxibustion. Што значи дека има две компоненти. И тоа ни кажува нешто. Значи, кога постои моксибустија, тоа е една тревка, се вика mugwort. Не знам на латински заборев како се викаше. Како рековте тревката? Mugwort. Mugwort. На српски го вика див пелин, мислам. Аха, добро. И таа тревка значи се гори и таа дава специфична енергија, која што телото ја поприма. Иначе мокса е позната како мокса. Авена фатуа. Ете. На латински. Да. Значи кога целта на акупунктурата, како и за целата традиционална медицина, е да воспостави баланс во телото. Ми тоа што сакаме да балансираме? Се извинувам. Артемисија вулгарис. Артемисија вулгарис, да, Артемисија. Артемисија. Добро? Не се оптоврува многу со латинските, не се кинеските добро, чисто термини. може некој ќе го заинтересира во разговорот, па само уфрламе, но ми е интересна општата приказна што ја кажувате. Да. Значи, зборевте за акупунктура и сега ја уфрливте тревкава која се пали, која гори и мезимиот чат ослободува енергија. Каква е таа енергија? Телото ја впива. Таа енергија, телото, самото тело, кога е во дефицитарна состојба, кадите вие телото но се става на акупунктурни точки. Значи таа се како цигари пури, таа се гори, ќе ја запалиш и таа има голем жар и каде што ќе ставите точката и се приближува. А исто така постои директна. Значи се става на пример обично на папукот, се става прво сол, потоа се става еден слој од џумбур. Добро рековте. Потоа се става мокса како во топче се прави и тоа се пали.
како што грее топлината преку пупакот и влага во телото. Особено е важно тоа за луѓе за фертилитет, например, што многу се користи. За фертилитет. Да. Добро? Зашто многу од пациентите што доаѓаат за фертилитет имаат така наречен ладен утерус, cold uterus, како се вика на... Не, добро е. Ладна матката има многу cold, ладно. Значи тоа е еден од компонентите во кинеската медицина, од параметрите. Значи има cold, heat, dampness, dryness. Ова што ми го зборите е во здравствениот систем на Австралија. Да. Признато и се применува. Да. Затоа што звучи нарапна магија за нас кои сме навикнати само дај му инекција, нати антибиотик, клоца во задник и трупај во бутел. А фасциниран сум од сево ова. Ајде да ве потпрашам. Кога се пали Артемис, Да. тој испушта. Најверојатно дека дали тука збориме за некакви енергии кои тешко ги детектираме или збориме за конкретни алкалоиди кои кога согоруваат, они сепак се впиваат како да речеме кога си добил некаков лек, некаков медикамент. Поентата е, значи... Дали ме разбирате што ве прашувам? Да. Знам, вас повеќе ве интересира дали постои некоја хемикалија која што се отпушта и ја прима телото. Ме интересира, да. Ние како кинеска медицина, нас хемикалите не интересира. Така, тоа ме интересира. Значи, што тогаш ве интересира? Ако прави некој да направи испитување, дали постои некоја хемикалија која што се впива... Претпоставам дека австралиската држава тоа го ставила под микроскоп и кога утврдила дека е во ред. Повеќе најмногу испитување за кинеска медицина се прави во Кина. Најмногу... Не, ама да. австралиската држава, не верувам дека туку така некоја вуду магија ќе ја дозволи у здравствениот систем, а да не ја провери дека е она ефикасна, издржана и дека е апсолут. Ја ви реков, има голем бенефит, луѓето имаат бенефит и затоа одат на тоа. Ќе се навратиме уште на тие детали што сакате да ги спомнете. Значи, клучно дали ве разбрав добро? Кога доаѓа некој на третман, се сретнуваме јас и вие, доаѓам кај вас. Што ме прашувате? Лекар, мене, општиот лекар ме прашува што ти е? Кашлам. Вие го прашувате или не го прашувате ништо и едноставно го третирате како иде тој процес? Не може така да го третирате. Не, се шегувам, да, ама ремо. Да. Значи, кинеската медицина е систем само издржан, сам по себе. Значи, има диагноза, третман, прогноза, значи ги има сите диагностички методи. Значи, кога ќе дојде пациент кај нас, вие морате да диагностицирате. Ние не диагностицираме болест, не постои термин болест, кај нас, например, кенса, што е като рак, или диабет, или чир во желудникот. Ние гледаме, диагностицираме патерн на дисхармони се вика, pattern of disharmony. Сега, објасните го пошироко ве молам. Ви реков на почетокот дека во кинеската медицина има одредени како да ги наречеме, што ви реков, heat, cold, dampness, dryness, wind. Сите се тие работи кои што ги има и во природата и кои што се во баланс. Зашто би било тука во природата, например, ако е жешко и пука, значи треба да биде масе да се залади за да се неутрализира. Или ако врне секој ден па влага, ќе се настане жабокречина, мора да се исуши, за да се направи некој баланс. Истото се дешава, се случува и во телото. Значи, кинезите биле толку мудри што го гледаат природата, ја гледаат во самото тело. Значи, ги открили тие работи што тие треба да ги балансираат. Значи, ако во некое тело има многу cold, значи ние можеме со диагностичка метода да го откриеме тоа. Како? Значи, тогаш му даваме тревки кои што имаат создаваат топлина. Пропетис од heat, значи топлина, и се балансира тоа. Браво. Или затоа ви реков, акупунктурата е
правото име е акупунктура, која ќе го преведете од кинески, не е само акупунктура, што значи само игла да ставате, меѓутоа има и друга компонента која што е моксибустија, што дава енергија. Значи ти додаваш енергија или одземаш како кој ќе го допнеш балон, значи се испушта. А кога е нешто празно, кога нема, За да го вратите организмот да, во баланс. Како одредувате што му треба на еден има организм? диагностички методи. Како? Кои се тие Значи, диагностички? прво е разговорот. Добро? Значи, доаѓа пациентот и ви вели, ме боли главата, ме боли стомакот. Сега не му викам, имаш чир. Вие го гледате. Не се занимавате вие со чир ли му е, гастритис ли му е, туку слушате што му се симптомите. Така ве Да, разбрав? затоа што симптомите можат да бидат резултат на различен патен. Значи, еден ист симптом, например, болка во стомакот или главоболка, може да биде на различен патен. Сега јас ако речам чир, тоа е симптом. Значи, го боли стомакот. Но зошто го боли стомакот? Зошто има Затоа чир? што има дисбаланс, може да има 10 различни патерни и за секој различен патерн му давате различна терапија. На некој се може да има чир или болка во стомакот, може тој да се диагностицира со западната медицина како чир. Меѓутоа, ние кога ќе го прегледаме, значи не ви докажав до крај кој е диагностичката процедура. Значи прво се слуша пациентот, потоа го гледаме, дури кога ќе влезе, гледаме како оди, како седи, каква конституција има. Одма ви дава слика за каква особа се работи. Дали во која група од тие 5 елементи спаѓа. И што се најважните, што се најпрагматични делови, значи се гледа пулсот. Значи има 3 позиции на пулсот, има 3 длабини и секој пулс се осеќа. И ние знаеме, значи сите елементи, сите канали се наоѓаат на двете страни на радиалната артерија и го осеќаме на сите 3 дела, површински и длабоко, дури и во средина. Значи има 3 димензии. Со врз база на пулсот и јазикот се воспоставува патернот. Значи pattern of disharmony. И врз база на патернот ние конструираме терапијата. Значи Да ве прашам, кога го мерите пулсот, не мерите брзина на пулсот, туку длабочина и сила на ударот? И брзината, И формата. Формата? Значи, дали е долг, дали е краток, Браво. дали е брз, дали е Браво. слоу, како беше слоу, како беше на македонски спор, Така. Да, дали е... дали е длабок, дали е површински. Значи сето тоа има свое значење. И сите тие податоци, врз основа на сите тие податоци, Се комбинираат сите. Кои се симптомите? Значи изгледот, дури мирисот, значи ако ви заудира некоја реа, исто така има значење како вид на мирис, пулсот и јазикот. Значи јазикот е единствен мускул од човечкиот организам кој што нема кожа на него. И дава слика за внатрешноста во телото. Значи самата форма на јазикот, самата боја, дали постојат овие, како викаме, teeth marks, со забите која ќе се познаваат, значи тоа кажува многу. Не кој ќе се гризне, него некои луѓе јазикот не им е вака, него се познаваат како отпечатоци од забите имаат од страните. Значи тоа кажува, значи deficient spleen, ние го викаме. Значи тој е елементот на earth, на земја. И одма нас ни дава некоја... Deficiency? Значи, deficiency, значи... Не, зборот после него, deficient spleen. Сплин. Сплин е еден од тие органски системи. Тоа е слезина. Тоа е слезина, тоа нема врска со слезина. Тоа е земена... Физичката слезина. Да. Аха, добро. Ја ја вклучува, немам. би било по-правилно се каже панкреас. Затоа што добро. според функцијата на панкреасот, сите тие излачувања што ги има внатрешно и надворешно лачење на панкреасот, и според функцијата што ја дава тој органски систем, поише били наликувани. Тоа меѓутоа кога се правила таа одредување како ќе се викаат на англиски јазик, значи тоа е преведено на кинески, тие си има друг термин и се знаат точно што е како, И друга тежина. За да се прилагоди на англиски морало да се даде нешто што личи на анатомските органи. Меѓутоа се работи за систем. Не е само еден орган, меѓутоа се поштува со канал, зашто ние третираме
може да има потреба да се третира каналот или да се третира органот, или целиот систем. Многу е ова револуционерно за еден западњак. Од западна медицина сте учеле канали, сте учеле, не знам, органи, клетки, милион, секоја коска, посебен наслов, ово, ваму, там. Дали целиот тригер бевте фасцинирани после до толку ви направи едно рушење, едно отварање на сцената, кревање на завесата, токму тоа што ви излекува. Стварно сте имале толку голема мака, бидејќи на страна, вие сте професионалец, очигледно со години, ја познавате нели, својата струка и така натаму, но обично или човек е навлезен во тоа, ретко сретнувам луѓе кои биле 5 години сте учеле медицина, не е малку, не. Да, западната медицина. И да скроз да се преориентирате на кинеската. Да ви кажам право, беше многу тешко со овој така наречен мајндсет западен да ги прифатите и многу во прва година јас се истакнував таму затоа што се расправав сално со професорот. Со подпрашања, да, нели? викам, како може тоа? Ба тоа нема врска, викам. Како? Браво. Меѓутоа, мој човек, ја исти би бил. Да. Ве разбирам потполно. Пошто не можев да го сватам тој концепт. Меѓутоа со време, кога ќе осетите сами на себе, кога го осетите на пациентите дека им е подобро, тоа сваќате. Дека тоа работи, не можете секогаш да го објасните нештото што работи. А не е пласибо ефект. Не е измислена, туку функционално токму третман да како речеме што да е и пласибо ефект. Ајде направете пласибо ефект, некој дека биде подобар. Да, крени го. Да. Излечи го со пласибо, ја ти честитам. Тука И тука сте во право. Да. Тука имаме така мал скриен конфликт со западната медицина и затоа со тој пласибо ефект и со тоа за доказот. Значи, западната медицина, како што преска реков, се базира на евиденција. Ја не велам западната медицина не е добра. Мора да има доказ, мора да има хемиски состав и мора да има емпириски доказ дека тоа и тоа хемија делува така и го излекува. Кај кинеската не е така. Не, кај кинеската личноста, значи практичен докторот, да речеме, тој што ја спроведува, особено акупунктурата, е многу важен. Јас, на пример, ако немам добра енергија во мене, ја не правам акупунктура. Затоа што ќе му ја пренесам него и не тоа се пренесува. Ние после неколку пациенти ни се влече енергијата. Значи мора да имаме некое дрве околу, малце да го загрниш и да ти ја обнови енергијата. И тоа ние знаеме како ги затвараме некои поенти со прстите за да не влечеш многу енергија. Меѓутоа и со самото мисли, кога ќе ставите точка, ти знаеш каде иде каналот и ти ја насочуваш енергијата. Нешто е како квантно, знаете на entanglement? Јас знам што е квантен entanglement, затоа што го проучувам веќе 20 години. Кога ќе ставите иглата и вие манипулирате. Значи, не е директно поврзано со тоа, а делува на тоа. Да. Значи, вие ставате игла овде, тука ви се, ќе ставите на ногата. Квантната физика докажува дека две честички со никаква видлива поврзаност меѓу нив делува, ако делувате на едната на спинот на едната, ќе делува на спинот на другата. Да. И ова е научен емпириски доказ, ја што го кажувам. Значи, во науката, ова е западна наука. А вие велите истово функционира и во медицина. Да. Тоа што се викаш, чекај, а зошто не би функционирало кога науката го докажала на квантно ниво како делува? Тоа се докажува уште не е толку развиена квантната медицина. Колку време треба да се донесе диагноза за еден човек, што му е, како му е и така натаму? Диагнозата секој преглед се менува. Ако еден човек има отприлика колку време трошите кога ќе ви дојде непознат? Мислите кога ќе дојде пациент? Да. Па зависи околу 20 на минути. 20 минути. И дали носите диагноза за него? Колика, ово, она и така натаму. Или донесувате одлука каков третман ќе му направите? Тоа ве прашувам, што кога ќе завршите со диагностичкиот процес? Му кажувате, дечки, ти имаш тумор,
ти си у прединфарктна состојба. Што е, има ли таква диагноза? Не. Ви кажав дека ние не се служиме со термини од западната медицина како диагноза. Например, немаме термин за тумор или за чир или за диабетис, него ние гледаме каков патерн на дисхармонија има. Одлично. Значи, ќе го видиме пациентот, го асесираме, јазикот, пулсот, го гледаме, го прашуваме, значи кои се симптомите. Можеме да напишеме како диагноза кои се симптомите, значи болки во стомакот. Меѓутоа, мораме да имаме патерн. Значи, да речеме liver chi stagnation. Значи, стагнација на чи во црниот дроб. Значи, некој човек има, да речеме, јаки главоболки, висок крвен притисок. Кај нас не доаѓа и ние го тој ни кажува тоа, значи ние го гледаме, поцрвените, мерите притисокот и гледате дека му е површен и така баш има еден специфичен се вика како ортома. Кога ќе удира и вие го осеќате како конец, ама јако удира. И знаете дека се работи за чи стагнација на чи. И обично тоа се појавува на поинта кај што е лива органот. Што е чи? Не, јас знам што е, ама треба да објасниме на гледачите. Чи е фундаментот заедно со теоријата за йин and јанг во традиционалната кинеска медицина. Значи, чи е многу луѓе сакаат да го објаснат како енергија, меѓутоа кога ќе кажете енергија, оно поштува да го мерат. Чи не можеш да го измериш, да не се мери, затоа што некогаш може и дескриптивно да се објасни. Например, на некој да му кажете што е нервозен, има bad chi. Меѓутоа, како што знаете, има и liver chi stagnation. Значи, чи се употребува на многу начини, меѓутоа, кога е за диагноза, знаеме, е како витална сила или животна сила. Изворедно објаснете. Која што циркулира, значи, во тие канали. Значи, дојдовме и до каналите сега. Значи, постојат во акупунктурата, постојат така наречени меридијани или канали, низ кои што циркулира чи. И тие се... Тоа не е нервниот систем, тоа не е лимфниот систем, туку што е? Се канали, меридијани, кои што не се видливи за голо око. Енергетски канали? Да, ако речеме дека чи е енергија, значи се енергетски. Меѓутоа, чи не е енергија. Е енергија, меѓутоа е многу повеќе од тоа. Не е само енергија. Разбирате? Затоа кинезите не се трудат да објаснат што те знаат, ќе каже чи. Знаеме, чи е чи. Зошто мора све да се објасни? Тоа е феномен сам по себе, кој што постои, за жал не може да се детектира со начинот на што го има, значи, модерната технологија, меѓутоа, како да кажем, врши улога. Врз база на чи се лечат луѓето. Значи, чи циркулира низ тие акупунктурни органи, кои што ги има, значи, 3 има на внатрешната страна, тие се јин, по 3 има на надворешната, се јанг, исто и на нозете, од натрешната и надворешната. Значи, натрешното е јин, значи ладно, нешто што е од надвор, а оно што е јанг, тоа е од надвор. Значи, грбот се рачуна како да е јанг. Значи, прави сенс, нели? И во одреден период од денот, во одредени органи, во одредени системи или канали, е најголемото присуство на чи. Значи, во кинеската медицина времето е поделено 1 сат и 2 сати. И се знае точно од толку до толку сатот е, например, да речеме, од 11 навечер до 1 е голблада, или тоа е јанг каналот од вуд елементот. После тоа доаѓа, се префрла во неговиот пар, кој што е јин од вуд елементот, или ливар, или црниот дроб. Од 1 до 3. После од 3 до 5
се белите дробови. Тоа е најубаво да се стане тогаш да се дише најубаво. После тоа Од 3 до 5. да, на сабајан наутро. Ти реков дека е добро што не спијам од 3 до 5 што скитаме. Супер. Да. Се шегувам, малце, Меѓутоа, докторе, некогаш- фасциниран сум од разговоров и толку е камерно, не ве молам. Ние ова е добро да се знае како превентивно, на пример, секојдневно луѓето да знаат како да го користат, затоа што кинеската медицина првенствено е превентивна. И кога ќе Аха. ги знаете точно кога се наоѓаат сатите за кој органски систем, вие ќе знаете, на пример, кога е време за јадење, кога е време да се оди понадвор, да речеме. Еве, од 5 до 7 е за ларч интестин или дебелото црево. Значи, тоа е најдобриот период кога телото е спремно за да ги отстрани сите метаболити што и храната што била преработена. Тоа после од 7 до 9 више почнува на стомак, значи кога се внесува храна и треба да се внесе тогаш храна, меѓутоа таа се метаболира од 9 до 11 кога е сплин или тоа е пар орган на стомакот. Сплин е јин, а стомакот е јенг, значи јанг, позитивен. И после се продолжува, значи доаѓа срцето помеѓу 12, ако промеѓу 11 и 1. Ако знаете, старите луѓе тоа многу го практикуваат, тоа што во 12 сат кога ќе работат на нива или на поле и ќе си седнат малце да се починат. Тоа е, овците го прават, го викаат пландување. Да, баш во тоа време. Да. Кога е за хат, е, тоа е како тука е Време за пауза. да spirit time. Времето на кога треба да бидеш сам со себе малце. Да се одделиш од секојдневието и малце да се како да медитираш, да речеме. Меѓутоа тоаш не правиле, не знаеле за медитација, меѓутоа ќе починеле малце и продолжувале со работа. Докторе, ајде да ве исфрлам малку сега од колосек. Пред околу 10 години владата на Македонија тогаш имаше доста контакти со Кина, трговски, политички, и тогаш се предложи негде околу 2010 година, знам бев сведок, јас сум 21 година ова го работам, почна да се отворија дали студии, не ме фаќате за збор, но како да се промовираше тогаш акупунктурата во нашиот медицински систем, па и да се практицира конкретно. Што испадна од тоа? Брзо исчезна од радар. Ја не знам дали има некој што се занимава со акупунктура. Вака ова, вие што го правите, не, но мислам како во рамките на нашиот здравствен систем користење на акупунктурата. Она што ми интересира кај вас сега, да правиме малку регресија, вие имате ординација, така? Приватна ординација. Приватна ординација. Дали постојат некакви стандарди како треба да изгледа таа ординација? Да? Што е тоа што е потребно? Вака чисто малце површно. Па прво, значи, принципите на дезинфекција, стерилизација мора да се запазат. Мора да имате стерилизатор за овие вендузи што ги ставаме. И вендузи користите? Да, тие се исто за влагата. Пошто вендузата и кај нас се користи во традиционална медицина во Македонија. Па некои велат дека со патот на свилата многу од Кина се дојдени, многу знаење е дојдено. За промаја, како ние имаме винд, за тие чашите што стават старите луѓе. Сами ординирате или треба да имате помошник, медицинска сестра? Не сте ограничени во тоа. Не сте ограничени во тоа. Сам. Кажете ми, дали третирате, например, кога третирате, без оглед на заболувањето третирате, без оглед дали е тоа тумор, канцер, физичка повреда, инфекција, кој може да дојде кај вас? Обично е направен еден стандард. Да? Луѓето, како се издиференцирани, знаат за кои работи каде да одат. Ако некој има, значи, инфекција, значи, да речеме, срцев удар, сигурно нема да дојде кај мене, затоа што сапаната медицина е Кола ако гудри,
нема да го носат кај тебе, ќе Да. го носат на ургентно, Значи, нели? тоа се подразбира, значи, или скршеница ако има ќе го носат во хирургија. Така. Во Затоа рековте Кина треба било кинеската друго, пора. традиционална и западната Меѓутоа да се сега, спојат. Да, тоа се прави напор, меѓутоа проблемот со тоа што преска рековме за начинот, за пристапот, значи за една иста работа има различен пристап. Ја верувам дека во скоро време тоа ќе се надмине. Значи за кои се критериумите за тоа што е вредност, што е евиденција. Дали е евиденција да нешто работи, да биде како што се вели на англиски ќе го кажам, randomized control double blinded trial based on large group. Значи Ај повторете го. да биде Слободно кажете го. randomized. Кажете го англиски како на австралиец. Значи да му го нешто за кажете. да се третира како евиденција во западната медицина, еве на англиски ќе го кажам па. Треба да помине низ randomized, значи треба да биде случаен избор. Значи ако правите вие испитување на група на луѓе, тие да бидат по случаен избор од од одредена болест, да речеме. Double blinded, значи практиченерот и пациентите да не знаат кој е во контролна група, кој е во стварно болните, нити практиченот, значи да нема субјективен, а во кинеската медицина многу е важен субјективниот момент. После тоа да биде базирана на голема група. Значи треба да делува на сите. Например, како едно апче за сите. А во кинеската медицина знаеме дека еден симптом се должи на различни патерни. Еве, имаше едно испитување, сега може скокаме вака во темите. Не, ве молам, затоа што сме ограничени. Вие утре си заминувате назад до Австралија. Да. Значи ја можам да истерам емисијава до 6 сабајле. Добро, еве да осуден сум да рипам од тема на тема и нема ќе извлечам само една тема од Кинеската вас. медицина е толку широка да не можете да се држите само за еден коз. Мораме ќе допреме од многу работи. Јас се надевам дека и гледачите ќе бидат задоволни. Имам уште многу подпрашања. Да. Да ви докажам за ова, ве молам. за тоа што рековме дека еден симптом, еве на пример имаше во Тибет едно испитување, Добро? се со луѓе кои што имаат чир, значи хеликобактер Океј. Познато? на желудникот. Значи улкус вентрикули, кој што се должи на хеликобактер бактеријата, нели? Така? И имаше две групи. Едната група беше третирана со три антибиотика, нели имаше антацид, антибиотик и мислам антифангал, како што иде терапијата за хеликобактер. А другава група беа 10 луѓе и на сите им дадова различна терапија. Значи, затоа што има различен патен. Значи, едниот имаше хит, другиот имаше кол, другиот имаше хит, токсик и разни патерни. Значи, на секој му се даваше терапија според неговиот патен. Со што бидна сега? Да? На крајот од испитувањето, овие луѓе кои што беа третирани со антибиотичка терапија, значи тој трипл коктел, тие, мислам дека 80% од нив, сите од нив, значи 100% ја немаа хеликобактер повеќе, меѓутоа 80% уште ги имаа симптомите, значи болки во желудникот. Што значи тоа? Еве сега ќе кажам, овие кои што беа третирани, секој со различен значи хербален третман врз база на неговиот патен, сите ја имаа хеликобактер после третмантот, меѓутоа никој од нив немаше повеќе симптоми во желудникот, дека има чир. Па сега вие одлучите самите. Што е подобро? Значи, што му прави? Бидејќи бактеријата е физички докажана, можеш да ја видиш. Така, вие кога, например, ќе карикирам, вие слободно, например, човекот е инфициран со хеликобактер, така.
И сега, или таа е природна со него, не навлегувам во тој детал, но ми интересира принципот. И вие сега му давате тоа, не знам, го кадите, му ставате тоа, му ја балансирате енергијата. Што прави организмот? Сакате да ми кажете дека организмот се изборува со инфекцијата во себе, дека он лачи се оно што му е потребно и она што е, да речам, патолошко, го отстранува и го враќа во нормала. Дали сум ви јасен што ве прашувам? Разбирам, начинот на кој што го поставувате прашањето, значи води кон како велиме Western World of Mindset. Добро. Ама еве и не мора, нека и на енергетски на енергетски план. Значи ќе видиме, ќе утврдиме како во ова велите хеликобактериот исчезнал. Значи исчезнал кај групата што е со антибиотски третирана, меѓутоа симптомите се присутни. Така, а кај овие? Овие не е исчезнат. Хеликобактериот пак е присутен, меѓутоа немаат симптоми. Се што е поважно, да имате хеликобактери да имате симптоми, или да имате хеликобактери да немате симптоми, или да немате хеликобактер, а да имате симптоми? Ај сега да ве прашам. Имавме ли ние, ај малце да ви испровоцирам сега, извинете, ама доаѓа. Нема проблем. Имавме ли ние епидемија, имавме ли болест, има ли корона, COVID-19? Слушай, баш провокација. Вака, знам од каде доаѓате, знам каква земја е и знам дека искажаниот збор може и проблем да ви направи. Да. Чувствувајте се слободно да кажете, се оградувам од прашање. И тоа е многу легитимно. Ја нема да дозволам нешто лошо да ви направам заради ова. Ама мое е да поставам прашање, па вие ако сакате одговорете. Да, одма ќе ви кажам дека ние како професија, традиционална кинеска медицина во Австралија, не бевме вклучени во стратегијата на лечење на COVID-19. Меѓутоа сега, откако помина тоа, значи многу луѓе не се задоволни од, да речем, последиците што ги добија, дали поради вакцинацијата, дали поради прележан COVID, доаѓаат кај нас и ние ги третираме. Дори ја сами од себе се третирам. После вакцината имав проблеми со рамото, направив третман, помина. Ако исчезнат симптомите, значи ли тоа дека е анулирано дејството на вирус, бактерија или хемикалијата од вакцината која направила повеќе проблем од што корист? Знаете што, Јанко? Што е заклучокот? Ајде да го парафразирам не само заради вас, преинтелигентен сте и за мене, него и заради гледачите. Кога ќе ми исчезнат симптомите, дали јас сум здрав? Дали мојот вирус... Па зар треба некој да ви каже дали сте здрави или не? Вие тоа најдобро ќе го знаете. Има луѓе кои се чувствуваат здраво, ама можеа да го прошират вирусот. Тоа е више обсесија. Ја овде кога имам забележено, луѓе одат се тестираат, нон-стоп, проверуваат, а се осеќаат добро. Да. За секој случај. Знаете, постои како некоја обсесија од тоа. А у фобија сме, ова е психопатологија, докторе. Значи, ние овде не збориме за конкретна болест. Тие што беа конкретно болни, беа лошо третирани и ние имавме вистински масакар. Државата еден ден ќе одговара, не само наша, и ваша, и сите во целиот свет. Вистински масакар направи од незнаење врз луѓето. Но, да не ви ставам зборови во уста, ова јас го изговарам и вие оградете се од ова. Јас за друго зборам. Човек може да носи инфекција, може да носи бактерија, да нема симптоми, а да ја прошири. Знаете што? Проблемот не е, по моје мислење, јас ви кажам дека западната медицина се оптоварува, се занимава со причинител на болеста
и се труди да го остране. Значи, кои се причинители? Бактериите, вирусите, паразити, да речеме. Во кинеската медицина, ние не се занимаваме со тоа, ние пробуваме да направиме баланс. Значи, правене, кога вие ќе ги земете тревките и ако ги испитувате на начин на западната медицина, како што ги испитува медикаментите, ќе видите дека многу од тие лекови делуваат против вируси, против бактерии, против паразити. Дури нас и ни кажуваат, ова има такви дејства, ова има такви дејства, антиинфламаторни и тоа. Тоа не е во нашиот домен, ние да ги гледаме така. Ние гледаме кој патен имаат, ние кој ќе го доведеме телото во рамнотежа и вирусите и бактериите си прават баланс. Значи не предизвикуваат проблем. Што ние имаме повеќе бактерии и вируси отколку што имаме клетки во телото. Меѓутоа тие ако се во баланс и не предизвикуваат проблем, зашто би се оптоварувале со тоа дека се тие присутни? Сте слушнале за биом, нели? Тоа е сега модерно. Како што постоеше геном, сега постои биом. Значи биом се сите микроорганизми во телото. Значи тие треба да бидат во некој баланс. Зошто одредени... Има една теза дека све што може би постои од микроби и од, не знам, све на планетави, ние го содржиме овде. Да. И кога ќе дојдеме у дисбаланс, само се умножува неговото присуство повеќе или помалку. Значи, Тоа сакате да ми кажете? дисбаланс, да. Во колку се воспостави дисбаланс, значи имунитетот опаѓа и одредени така што ги се наречени патогени микроорганизми предизвикуваат проблем. Меѓутоа, конкретно за овој ковид вирусот, повеќе беше реакцијата, имунолошката реакција кај во организмот, отколку што самиот вирус, зашто колку луѓе го прележува на ноге, меѓутоа кај млади, здрави, прави луѓе се воспостави таа цитокинска бура, како што се види, значи еден енормен одговор на имуниот систем, кој што почнува да лачи, ги запушува, значи слузови во белите дроби, ги запушува дишните патишта. Исто така реакција во крвните садови со тромбоцитите. Меѓутоа, више навлегувам во тема што не е моја работа, западната медицина. Еве вака да ве прашам. Од моја гледна точка, мала дискресија. Колку пациенти имате вие, ако не е тајна? Своји пациенти кои ги следите редовно? Не, пациенти воопшто, ваши. Кои се третираат со кинеска традиционална медицина, која ми велите дека е пред се превентивна. Така? Па дневно доаѓаат по 4-5 пациенти, најмалце. Во вашата датотека имате 1000, 2000? Па над. Над. Ова сакам да ве прашам. Дали забележавте патерн на однесување? Колку од нив што беа под редовен третман на кинеската традиционална медицина или се придржуваа на тие правила, бидејќи не е секогаш доаѓање на игли, нели ми рековте, начин на живот е тоа, начин на јадење, што јадење и така натаму, заболеа, например. Не сум правил евиденција, да ви кажам. Чисто интуитивно. Пациенти што голем дел од пациентите заболеа, меѓутоа нема тешка форма. Така. Така. Јас Еве да ви кажам кај нас немаше ниту еден починат со нема со тешки форми. Јас со години промовирам една работа која исто како и вие ја употребив на себе и бев фасциниран од неа и долго време ја промовирам овдека во емисијата, па ги следев, значи малце работите колку можам јас да ги следам. Имено кај нас има од скоро, да речеме, нема 10 години, како се продава риши печурката. И ришито. И ришито кој е дури на самиот тотем на символот на Кина, оние облачиња од риши, која е една од клучните медицински печурки во третирањето и во начинот на животот кај кинезите, во традиционалната кинеска медицина и во Азија. И заедно со кордицепсот. Значи, ова вие што го кажувате, луѓе од конзумирање на ова редовно, значи во смисла
не само како детоксификација, не само како лек, туку едноставно заради балансирање, например. Кога ќе се чувствувам лошо, ја зголемувам количината, кога сум добар, ја ставам на некој минимум. И така се враќам во баланс, што е апсолутно во корелација со она што вие го говорите. Еве чисто со луѓето што користеа рейши и кордицепс заедно со витамин С во оваа епидемија, поминаа со истото вие што го рековте. Многу лесни симптоми. Да, ако се погодил тој патен каде што рейши делува, ние обично рейши ја комбинираме со други тревки. Да, ве молам. И јас, значи, Таа сваѓа во групата на тоникс се прават. Значи, кај луѓе кои што имаат дефицитарна состојба, им даваме рейши во комбинација со други, никогаш по една по една тревка не се дава или минерал, затоа што не се само тревки и минерал. Овдека ја имаме рейшито со кордицепс и витамин С. Толку имаме на избор. Да. И прилично добро дело е. Сега вие Па во ред бе, што добро ви делува, што има да се каже тука. Меѓутоа мора да признам дека малце овдека и се комерцијализираат. Па нема толку комерцијализација овдека. Го нема по самопослуги, по аптеки, само луѓе што испитувале и читале го овакво. Ја, например, за време на епидемијата, вика една Кина од милиарда луѓе нема 100 антибиотика продадено. Ние овде имаме продадено 2 милиона луѓе, 2 милиона антибиотици продадовме за ова. И тоа е неверојатно, па со што се лечеа кинезите? И тогаш дознавме риши, печурка, кордицепс, витамин С, чаеви, зелен чај и така натаму. А ова све се работи кои уствари во суштина ние као сакаме да поверуваме дека тоа го буста имунитетот, но во суштина он балансира. Да. Не треба буст на имунитетот, затоа што треба баланс. Многу повише проблем прави кога има поголема имуна реакција. Да. Значи, телото треба да го прифати вирусот. Значи, ако ние го балансираме телото, вирусот нема намера да ве нападне вас или да ве направи. Тој сака само да екзистира. Да, тоа што ќе ви изеде нема проблем. Нема да ви изеде. Да. И ја пицата немам проблем со пицата, ја само сакам да екзистира таа во мен. Се шегувам, докторе. Проблемот е реакцијата на телото кон вирусот, не самиот вирус. Мислам, тој концепт малце тешко разбирлив. Да. Како да се отстрани бактеријата, да се уништи вирусот. Таков е западниот концепт. Меѓутоа, ја мислам дека полека се менува тоа. Болести на планетарно ниво, како што е вариола вера, каде што ништо не можеше да освен вакцина. И тоа е можеби единствената совршена вакцина која функционира и дава траен имунитет, например. Западната медицина, тоа е вистински триумф за вариола вера. Та беше масакар. Јас сум жив сведок, 70 години ја имавме и тука. Така што такви можности тука имало, и тоа не знаете како би било во Кина, да речеме, како би ја третирали. Таму, например, имало големи епидемии на дезентерија и кинезите многу добро се справувале со кинеска медицина. Со кинеска медицина. А знаете, дезентеријата е предизвикана од бактерии. Така. Значи, водата нечиста и значи пред да се воспостави тој систем на канализација и све, многу луѓето патат. Се работи за милиарда луѓе. Замислете да можете да одржувате такава популација и да обстојува. Интересно ми е колку е во корелација со, например, традиционалната индиска медицина. Проучував доста, кај индиците нема таква духовност развиено, таква свест на такво енергетско, бидејќи традиционалната кинеска медицина, колку и вас ве разбирам, работи на балансирање на енергијата во организмот. Да. Па тоа е заедничкото. Кај Индија, например, немаат они лекари, немаат гуруа, они имаат готвачи. И ако некој се пожали на симптоми, сега ќе искарикирам, неќам да бидам вулгарен, ама немаме време. Даваат одредена диета. Не, што јадеш, бидејќи сиромаштија. Нема ординации таму, нема тоа неколку града се, тоа милиарда луѓе, тоа е убеда живеат на улица. Стаи поише кари
Или помалце кари. Бидејќи во суштина, нели, карито е мешавина од зачини која е феноменална. Мислам, нема човек што не ја вкусил, не само за вкус, туку едноставно стварно прави некаков баланс во телото и они исклучиво со храната се лечат. Во кинескава, велите, нели, имаме игли, имаме тие, нели, што се и така, вендузи и така натаму. Да. Колку из храната тука па игра во целава приказна? Дали вашите пациенти добиваат, например, листа што ќе... Да, да значи, храната исто има, како и тревките имаат пропатис. Значи, својства на ладење или на топлење. Значи, ние им препорачуваме, значи, на луѓе кои што имаат патерн на хит, им препорачуваме храна која што ќе ги лади. Например, лубеница, да речеме. Лубеницата има изразито кулинг дејство, значи ги лади. Кока-кола со мраз. Се шегувам. Меѓутоа, не би требало да земат џумбур, например. Зато со џумбурот е топол. И ренот. Да. Или, например, која ги боли стомак, а се должи на... имаат хит, им велиме да може да земат нане. Меѓутоа, ако се должи на колд, значи е ладно, тоаш или цимет, или поише на џумбур, што треба да ги затопли. Така. Значи, збориме како додатоци, како зачини во исхраната. Да. Не има дали има, например, изричити работи кои им забранувате. Сепак е западна цивилизација. Таму има хамбургери, има кока-коли, има скара, има све. Значи, кока-колата, хамбургер, сите стварат хит. Така. Алкохолот особено. Значи, некој нема да му препорачате на некој што има чир, што се должи на хит да пие алкохол или затоа студен Бостон се шегува. Предпоставувам дека комбинација од чаеви и тревки. Зависи и за каков орган се работи. Меѓутоа во генерала, например, местните производи се поише топлат, се топли, се прорачуваат поише во зиме да се јаде тоа. Значи, овошјето и зеленчукот поише во лето. Меѓутоа и од нив има некои кои што имаат такви пропати, значи топла, некои ладат и затоа се комбинираат за во лето или за во зиме, врз база на патерн. Секојаш основно е патерн. Се види каков патерн и така му се препорачува. Колку во вашата фармација, под наводници, имате такви тие тревки, или тоа е баш она како у филмоине, кога ќе влезе некој во кинеска продавница за лекови, преполна со се и се. Има многу, ми тоа сите не ги користиме ние. Добро, што се клучните работи? Еве ќе ви кажам, за овој што е таткото на кинеската медицина, така наречен Шен Нонг. Тој кажете ми нешто, збор два, Шен Нонг? Шен Нонг. Тој се рачуна за татко на кинеската медицина и тој има пробано 365 тревки, значи вклучувајќи и минерали, значи определено какви пропати се имаат и има напишано таа првата кинеска фармакопеја. Значи сите 365 колку што има и денови. Значи сите тревки он ги има запишано и врз база на него потоа се дополнуваат и некои се избацуваат. Значи како што тоа е западната медицина, значи со технологијата се утврдува некои несакани, значи дејства што се прават со некои тревки. Тие се апсолутно отргнати, например, во некои тревки имаше порано аристолохија, што е нефротоксична, значи бубрезите ги напаѓа и многу е опасна. Имаше еден случај во Белгија, затоа е важно многу кој ти ја дава терапијата и да знае на кој начин таа терапија се пие. Например, има, например, кога се прават формулите, дали тоа треба да биде декокшн, што се вика, значи да се раствори во вода и да се даде како мелено, што се например, за декокшн на крајот формулата пишува танг.
А за ова што е во прашок, значи се мелат, само се зема целата тревка, тоа се вика one. Сега има некој веројатно шарлатан, зашто ако не е регулирано нешто, секој може да го практицира. Мислам, одавна беше тоа во Белгија, отворил некоја клиника, ординација за слабење, и им давал на жени претежно, таа така наречена, тој фактички има дејство на диуретик, Feng Qi, така наречена херб. Тие ги има две, една зависно од провинцијата, една се вика Гуан Feng Qi, а другата е Han Feng Qi. Зависно од провинцијата. Сега во едната има аристологија, во другата има Стефанија. Тоа се многу слични по изглед. И вие не можете во фармакопејата, што е за формули, да најдете Хуан Фенши да се употребува како мелена. И после е најдено со западното испитување дека аристологијата е нерастворлива во вода. Меѓутоа, вие ако земете мелена, вие фактички ја внесувате целата. Затоа кога ќе се земе во раствор, вие не ја пиете аристологија, тоа што е, како се вика, дрек, се изфала, вие само водата ја пиете. Во која што нема аристологија, затоа што не е растворлива во вода. Значи, ако стриктно се спроведува традиционалниот начин на примање на одредени тревки, ќе нема никаков проблем. Меѓутоа, некој сака од convenience, како се вели. Значи, го става во капсули, да не пија се и мирисале тревките, ќе ги сомелат и ќе се напијат и после имаат проблем на друга страна. Тоа е од нестручност. Не дека медицината не е правилна. Кажете ми, дали вие се специализиравте за одредена, например, дали имате посебен вид, например, доаѓаат кај вас луѓе кои имаат, не знам, кардиоваскуларни или доаѓаат жени кои имаат проблем со фертилитет? Да. Не само жени, и мажи. Значи, повеќе сега сум наслушен во третирање на млади брачни пареви, не млади, и постари, кои што имаат проблем со зачнување, нели, да имаат потомство. И сум зачуден, овдека зборував со многу луѓе, колку луѓето не се информирани дека кинеската медицина може многу да понуди за младите брачни парови кои што имаат проблеми со фертилитет. И е далеку понеинвазивна од начинот на кој што овде се третира. Се третира не само овде, и во Австралија исто, значи IVF, тие што биле знаат како изгледа, значи тоа е зачнување во епрувета или па директно пробивање на јајцеклетката во утробата. Така, за тоа збориме, тоа е современата медицина. Значи е инвазивна метода. Тоа е инвазивна метода. Плюс тоа телото се оптоварува, се хиперстимулираат јајниците, што кинеска медицина гледна точка се осеќа, се третира како, се сматра како оштетување, како да ви кажам. Не би го правеле тоа, меѓутоа ние ќе ги стимулираме јаниците на друг начин, значи со тревки. Значи во основа, значи кај жената обично, значи поголем број се осудуваат да доаѓаат жени, мажите се малку посрамежливи за проблеми со фертилитет. Во основа се заснива на регулирање на менструалниот циклус со тревки, значи тоа се прави на циклуси, значи циклусот е поделен на 4 дела и за секој дел, значи се даваат одредена група на тревки, значи прво да се промовира фоликулот, значи јајцеклетката за да се изгради така наречена фоликуларна фаза. Потоа пред овулацијата се даваат други тревки за да се стимулира овулацијата и после тоа се даваат друг тип на тревки кои што се користат за да се подготви ендометриумот, значи некогаш има ендометриоза или обратно има многу тенок ендометриум. Разбирам. И со овие тревки значи се зголемува нивото на прогестерон. Мислам сега више навлегуваме и во ова е комбинација
на Потpuno западна да разбирам. Одлично медицина како што објаснивте Да. и со ова сосема држи логиката. Ако некој ве следи од почеток, потполно му е јасно. Меѓутоа резултатите се феноменални. Дали се резултатите персонализирани или универзални третманите? Прво се третира патернот. Воколку пациентката или пациентот има одреден изразит патерн на heat, cold или deficiency, го третираме тоа. Кога тоа ќе го доведеме во одреден баланс, тогаш се насочуваме директно на менструалниот циклус да се доведе во баланс. Значи, затоа не можете вечерва да ми кажете земи малце џумбирче со наненце и реиши, смешај го и 3 пати навечер пи и средено е. Значи, не За постои фертилитет е универзал. малце покомплицирано. Значи, мора да се сретне со вас, мора да се сретне со лекар на кој своја практицира, рака, на своја рака, не. Добро, сега ке ова може само да додадам дека исто но- така и акупунктурата, зашто има се уште кај некои луѓе, некои не сакаат тревки да внесуваат, друга група пак не сакаат акупунктура, се плашат од игли. Има и такви, мада иглите се толку тенки, скоро неосетливи. Колку се длабоко пенетрираат и игли се става? А зависи од местото. Обично на прстите има мерка, се вика кинеска мерка, е цун. Тоа е колку што е показалец, пола цун на рацете, на најпотентните точки, така наречени 5 shoe points, се наоѓаат од прстите до лактите и доле од прстите до колената. Тие се најглавни и се во групата на 5 елементи. Може да се балансираат. Меѓутоа, исто така и користиме овие два канали што позади, што идат на средината на телото, што се поврзани така. Тие така и се наречени, тоа е наречен conception vessel или conception, за conception е забранување како за затруднување, conception. Зачнување. Зачнување, да. Тој канал директно оди во матката и се третира под пупакот, тука има точки. Со игли. Да, сега многу Добро, тенки и мокса. генерално, Многу моксата е тие се многу важна. тенки. И, дали секоја точка се знае колку треба? Или, например, кај подевал Да. човек како мене треба подлабоко или... Да. Аха. Затоа што зависност од масното ткиво се разбира. Најголемите игли се ставаат во глутеалниот дел, каде што кога се третира ишијас, да речеме. Така. Кажете Тие ми, постои да, ли да, ризик? толку. Никаков. Дали сте имале некогаш проблем со пациент? Ако стручно лице Да? ја прави акупунктурата, нема никаков. Иглите како прво се филиформни, се полни. Не се како оние игли што се зема крв, што се засечени со лумен. Овие се полни внатре и тие не го сечат ткивото, него го растеруваат. Некојаш се случува, може да се погоди мал крвен сад, мало крварење и никаков Дали е тоа болно? Дали е болна акупунктурата генерално? Ќе ви кажам, зависи од човекот како реагира. Јас ќе ви кажам дека 80% до 85% никакви проблеми нема со. Кога ќе му ги ставите иглите, до колку игли се ставаат? Зависи. Јас тоа се трудам зависи. помалце, работата е да се балансира. Добро. Тоа е и разликата помеѓу... Сме гледале, сега на филмови, Да. не можам поинакво искуство да ви кажам, треба YouTube да гледам, каде што скоро целиот е избоден. Се го гледал на филмот 101 игла, како беше? Не, 101 needle, така беше. Матрикс, кога го извадија ние од ова, затоа што никогаш не го користел телото, па целиот беше избоден со игли, му ги стимулираа мускулите да му се вратат функција. Да. Се шегувам. Дали, колку време кога ќе се стават стојат? 15 до 20 минути. Дали луѓето имаат трпение или самите игли делувањето или му ставате некој каде што он се чувствува порелаксиран, да не го фаќа паника и слично? Јас ќе ви кажам, Ме разбирате што прашувам, нели? 80% од луѓето заспиваат на третман табелка. Кога ќе им ги стават, штом стекна доверба во вас, мора да се Имаш игли со тебе воспостави тука? таа.
Да ме натакнеш на ражан мене. Викам, штета. Ке заспиете после. Да, тоа е идејата. Имам проблем со спиењето. Шега на страна. Кажете ми, и ова сакам да ве прашам. Рековте дека се насочувате кон фертилитетот. Зошто кон тоа? Дали е тоа нешто што станува тренд дека се повеќе млади луѓе стануваат стерилни и зошто? Затоа што се бара тоа. Луѓето доваѓаат. Има луѓе кои што се разочарани од, значи, пробале неколку пати IVF и не сакаат да одат, им е многу, како да ви кажам, ја реков, инвазивна метода е тоа. Не се осеќаат, сакаат да пробат на друг начин и доаѓаат на кинеска медицина. Меѓутоа и бројот на луѓе кои што за жал патат од фертилитет се повеќе се зголема од многу причини. Што мислите? Што се случува со светот? Како разлика е последниве сигурно 20-30 години дека стерилитетот е многу и расте се повеќе. Да, постои тренд на растење, не само овде и кај нас во Австралија, и во Америка, ја пратам амерички. Добро. Зошто е? Што мислите? Секаде. Да шпекулираме малце. Што мислите? Што е тоа? Што е тоа во лајфстајлот што прави? Па храната, стресот, Храната. начинот на живот. Многу стресот. Знаете што? Тоа е најголем бројот, исто така што доаѓаат пациенти, се во таа група на unknown. Значи, ке испитаат јајници, флеповите туби од јајниците, нема ендометриозис, нема полицистик оварис, што го викаат јајниците. Не може да најде никаков органски проблем. И викаат, ти е на ментална. Тоа како ќе ја третираш ментална? Смири се, пробај да медитираш, пробај. И ти доваѓаат кај нас, имаат многу добар резултат. Знаете зошто сте во право? Скоро ми починаа мои двајца блиски роднини, кои првите 10 години од бракот, ако не и повеќе, ги поминаа по клиник. Не можеа дете да добијат. Ништо не можеа да откријат. Нели, сите можни методи на зачнување ги пробаа во странство. Огромни пари. И ова е доста интересно и сакам да го кажам гласно, можеби и сум го кажал друг пат во емисија. Одлучуваат во даден момент да посвојат дете. Посвојуваат дете и креваат раце дека можат да имаат свое. После неколку години, таа иста особа настанува паника. Ама, докторе, знаете каква паника? Што ми е? Растам. Ја снимаат, имаш тумор у стомак. Почнуваат цитостатици да ја даваат. Тој во странство, таа во паника, дека има, а со дете останата тука. И во последен момент, мислам дека после втора, трета, дознаваат овакво, брзо прекинуваат и оне плодот. Здрав, значи дури и тие тешки, знаете, цитостатик е отров, жив отров. Никакви последици, таа е возрастна, здрава, прекрасна особа, моја роднина, но самиот факт, пази, ние сме обични луѓе, западна цивилизација и тоа. Значи, у моментот кога си се помирил и си дошол у еден баланс, си станал родител, имаш дете, и во она ментално-духовна хармонија и организмот си станал плоден. Духовниот дел. Затоа е холистичка. И затоа после се роди и друго дете. Откако. И многу, тогаш сретнав и јас како новинар, дека многу луѓе кои не можат да имаат дете, и му успева третман со тоа што кој ќе посвојат дете, после тоа стануваат, им се враќа. Дали таа пресија дека не можам да имам дете и таа прави деформација друго? Апсолутно, да. Тоа исто како и јас физички фактор. Јас што ви се уфрлив со оваа приказна. Баш добар пример, да. Ја имам многу такви примери сретно. И многу луѓе исто така на психичка база што е не се чисти сами со себе дека сакаат деца. Значи од ред причини како и сите други, демек
и они сакаат да има, меѓутоа не се осеќаат спремни. Од подсвесни причини. Дека и ние збориме, например, тоа е многу важен тој психички момент, да се расчиста со себе, дали тие стварно сакаат да имаат Ја би деца. рекол повеќе емотивен од што психички. Да, на една група од тој unknown фактор што ги викаме, Unknown фактор, одлично кажа. се така не се решени, знаете, тоа е подсвесно. Немаат израдена кариера или не купиле куќа или немаат тоа да направам уште ова, пошто. Тоа е стресот А на во исто време современото пробуваат и живење. ова, мито не се свесни дека тоа што го пожелуваат им прави проблем на друг начин. Кажете ми, зошто дојдовте во Македонија? Живеете и работите и ординирате таму. Ке проширувате нешто овде кај... Не, јас сум на одмор да видам. А, на одмор сте. Тука имам од мојата сопруга, тука се родителите. Јас имам сестра и се тука внуци, така да се видам со нив. Многу пријатели исто, роднини. Кажете ми, колку време ординирате таму, работите во Австралија? Па, Ве рековте дека сте од 2008 98. јас се запишав на традиционална кинеска. 2012 завршено се за 4 години и 2012 отворив ординација. Значи колку му доаѓа? Немате некој план, например, еве бидејќи човек како вас нешто ова да го пренесе ова знаење, да направи нешто овдека, па да едуцира некаков кадар и меѓу нас да имаме... Зашто да не? Ја би сакал, ако има интерес овдека. Мислите приватно јас сам да се или од институциите Ма некој каква да... институција? Која институција, бе? Приватно. Немој овде джок. Па не знам, јас Вадеше нешто документ негде овде у Македонија, видеше сме кои сме. Враќај се таму, нич не доаѓа и за кој за така. Шега на страна. знам да ја би сакал да помогнам на луѓето. Можете ли да Све им е помогнете можно, од све е Македонија? можно. Кога би отворил тука, за сега По не. Skype нема да може. За сега. Не по Skype не може. Вие морате да го видите човекот, да го пипнете пулсот, да му го видите јазикот. Сакате да воспоставите контакт. На рапсум да го извадам јазикот и да ви пружам. Се шегувам. Мислам дека многумина ќе предизвика ваков интерес. Ако некој се заинтересира професионално за вакво нешто, што можете да им препорачате на оној што би сакал да се обучи? Овдека во Европа, дали имате мислам сознаење дека има такви Да, постои медицински асоциација во Велика Британија. Ја мислам дека во Германија дури имаат и болници за традиционална кинеска медицина. Добро. А кажете ми... Во Франција исто така, например, имаше посебна метода за акупунктура на ухото. Во Нигер се вика. Тој, знам, французинот отиде во Виетнам. Таму ја проучи кинеската медицина и после ја усоврши и отвори како свој начин на третирање. Значи, акупунктурата може и на ухото, само има некои лекари кои што третираат само уво. Во Кореја, например, многу популарна на рака. Но во суштина исто е свето. Да, тие се како, ние ги викаме Периферни corresponding, знаете како целото тело се осликува во увото. И сега вие гледате каде што е и го третирате тој дел. Што направил Ван Гог? Да, тоа, значи, систем на кореспонденс се вика. Значи, после има систем, тој се техники во акупунктурата. Значи, вие третирате овдека за да го решите доле прстите или лакто за коленото, значи тоа е мироринг. Исто има кореспонденс. Третирате на една страна, да ја третирате другата страна. Но сам не. Не да идеш на YouTube, да проучиш, па сам да си направиш. Да, ако не е некој стручен во тоа... Мора да има ушеден. Вие сами се третирате или си имате и свој некој сенсеј? Мито не можам грбот сам да го третирам. Така. А мојата сопруга, јас ја обучив, она ми става вендузи на грбот и ја уживам. Добро, вендузи кога се ставаат, постои некое правило, затоа што сум гледал дека се ставаат така, рандом. Да, ама тоа се усоврши. Например, можете да ставите улје, масло или ароматично исто да биде,
и кога се става, например, вендузата и после да лечите, да си sliding caps ги викаме ние. Аха, ама И треба да знаеш што правиш. Работот кај што излагаат, тие има така наречени back shoe points, значи има два големи мускули што идат покрај руетот и се спуштаат капки. Тоа е како длабоко ткивна масажа. Deep tissue масаж, така го викаме. А модриците? Нема модрици. Нема. Мислите ако го оставите на едно, да, ќе се направи, поминуваат за отприлика недела дена до 10. Но не е ништо страшно. Не, па луѓето некои се дишат, ги стамено ги ставаат тука за да покажат дека биле на акупунктура. Зошто е вендузата? Што прави вендузата? Она прави, во суштина тоа е загреан воздух кој се лади, создава вакуум и ја излекува кожата. Што она прави во суштина? Ние имаме и посебна техника, например, ќе направиме како прикинг се вика, значи малце ќе боцнеме кожата. Аха. И ќе ја ставиме вендузата и таа ја вади крвта, и значи може да се напуни цела чаша со крв. И таа, значи, тоа е кога има, значи, во кинеската медицина, кога постои, да речеме, кореспонденција со западната воспаление, тоа се гледа на 4 левела е. Кога се наоѓа на површен левел, како така наречен way, потоа иде подлабок чи, потоа иде на уште подлабок левел, се вика јин, и најдлабок е ксу или крв, блад. И за да најдобро го извадиш хит во најдлабокиот левел, значи hit in the blood, ние го викаме, е да се направи крварење. Тоа уште многу порано се користело крварењето. Знам дека во средниот век пуштањето крв или пијавиците кај нас традиционално на како прочистување на телото од токсини, и така натаму, од висок притисок, многу работи. Кај нас во традицијата ние пијавиците на нога се ставале. Да, без ние немаме пијавици. Вие ведузи, сега немаме пијавици. Да, ми тоа многу е делотворно. Има ништо кога не помага, тоа многу... На запад нема комплекси од успехот на сопствениот бизнис за разлика од овдека. Кажете ми, дали е за вас тоа доходовно? Не, прво кажете ми колку ве чинеше обуката, факултетот да го завршите? Колку чини такво нешто ако некој се заинтересира и така натаму? Па, од прилика еден испит е околу $1000 австралиски. Еден испит. А вкупно се? Околу 40. Значи целото школување околу $40,000 ќе чини. Да. Тоа е многу скапо. Дали е исплатливо? Сега од бизнес аспект ви кажувам. Како да кажам, ако сакате тоа да го работите, е. Имаше многу луѓе кои што завршија и тоа не продолжија со тоа. Се насочија во некоја друга гранка. А вие се сметате дека сте успешен, живеете од тоа? Јас сум задоволен. Така. Сега, не можам да кажам дека сум богаташ, меѓутоа сум задоволен. Сега ќе предизвикате доста внимание, да предпоставам, и ќе почнат да ми бараат ваш телефон, мејл, контакт. За жал, јас заминувам во Австралија утре. Да, ќе ве бараат и таму. Па побаво некој локален да најдат овде. Немаме локален овде како вас. Ако имаме, јас се извинувам јавно и секако ќе се обидам да го промовирам овде во емисија. Имаше еден колега, јас... Значи, вашата идеја да дојдете во емисијава овдека е да ни ги отворите очите за еден алтернативен, многу добар начин за третирање, особено за фертилитет, а и воопшто за третирање... Фертилитет исто така за кожни болести. Еве, например, да речеме за псоријазата. Да, која се смета за автоимуна. Псоријазата сега се смета за автоимуна. Тоа што значи автоимуна? Зашто? Тоа е више друго. Например, со кинески чаеви, псоријазата се доведува во баланс. Значи, тие има неколку типови на плак псоријазис, има gut tape псоријазис како точки што е има само црвенило се појавува, се должи. Тоа е, значи, дури она кога има
кога како да има недостаток на бела кожа, Белата, па со да, и тоа е исто некој Тоа е вид. псориаза, да. Значи, Имало не- многу луѓе што ми се обратиле, не сум имал никаде да ги Со- посочам. Тука најблиско е во Англија, има еден многу добар практичен, се вика Мазин Алкафаджи. Многу е добар тој е специализиран за кожа. И има ги приготвува чаевите, креми прави негови. Може да се најде на интернет да се видат каков тоа би било најблиско. Мислам дека и во Швајцарија тоа има отворено. Кажете ми, обично, ете, вие сте биле, вам целата промена ви се случи со вашиот тишјас што сте го носеле, нели? И со еден третман сте били излечени. Да. Дали е тоа редовно дека толку брзо се случува Не, или понекогаш бара... Некогаш фаќа повеќе третманти. Меѓутоа, скоро секогаш има успех. Некогаш до 10 третманти. Колку чини еден третман, да речеме? Во кинеска традиционална или кај вас? Од 70 до $120. Така. Зависно од еријата, каде е побогат кварт. Кој ќе се успее балансот, дали е потребно да се продолжи во некакво редовно и, не знам, како викаат, забар ќе те ги направи забите, ама еднаш годишно иди да те Да. прочисти и така натаму. Знаете, како велат, Може би лоша Еден аналогија третман? кажав, се извинувам, ама еден третман да акупунктура, како една недела да си вежбал. Толку ги invigorate, да, енергиите. што сакате да ми кажете дека ја ако идам на базичен третман, ништо да не лечам, само да ова, Како maintenance. ја ќе ослабам, ја ќе ми исчезнат многу Да, многу е да симптоми. си заслабење. Да, го забрзува метаболизмот. Побрзо се трошат. Доста точки на овото се користат. За addiction, за пушење, за све што идат. Меѓутоа, најмногу се оди за мускулно-скелетни проблеми, Така? сега за фертилитет и за кожни. Тие се нај. А другото одат прво кај доктор, обично, и кога нема проблем. Дали сте имале Меѓутоа, пациент кај што ништо не ви помогнало? Не. Не. памтам. А кој ви Секој е... имал некој бенефит Така. од третментот. А дали сте имале нешто толку драматично, не знам, онака дури вие сте се фасцинирале од такво нешто? Има ли таков некој пример да ни споделите со нас? Да, како успех, мислите? Да. Да, не знам, имаше... сега да речам парализиран човек потполно или не знам, шлогиран човек или не знам, Не, вака нешто. немал таков случај, меѓутоа имаше една девојка од Тајланд, дојде, Добро. и таа пробуваше да остане бремена тука, си имаше партнер. И знаете таму како е партнер, за да остане во Австралија треба виза и ако е бремена. И таа работеше во една клиника кај што ја работев едно време. И рече, може ли третман да направиме? И направивме еден третман, акупунктура, само без herbs, без ништо. И окей, си отидовме. После некое време доаѓам и викам, каде помина неколку месеци. Каде е, викам, таа девојка? Па вика, на породилно боледување отиде. Вау. Сега, дали е коинциденција, дали ми тоа претходно ми каже, пробуваме толку време, не можеше. Еден третман направивме. Ми тоа не ја видов од тогаш. Каде замина, ми тоа отиде од тие причини на болување. Така тоа е така поексклузивно вака, што видите вие. А доаѓаат ли нашива од Австралија со македонската заедница? Имате ли контакти или сте потполно инкорпорирани во општеството, работите со сите или имате и со нашиве некакви? Да ви кажам, повеќе за акупунктура се австралијаните како од Македонците, нашиве не се. послабо. Так. Послабо. Има, да, и наши, има и Срби, на пример, има доста Хрвати.
Меѓутоа, главната клиентела ми се австралијани. Вие Англичани. живеете, работите, ординирате во Сиднеј, така? Да. Па ништо, што да ви кажам. Ја ви благодарам на разговорот вечерва. Еве, И јас ви 1 благодарам. час и 40 минути разговаравме. И така, Јас се надевам наредниот пат кога ќе дојдам, ќе можеме да направиме. ја просто не ми Може се и верува да, дека ќе дојдете. да демонстрираме ако сакате да Кој, донесеме игли. Ја сега ќе ти дам од овие знаменцава да ме бодеш, ако сакаш ќе легнам тука. Да, може би и требаше стварно. Не е лошо, може би сега на памет зборам. Ајде да останеме во контакт, па следното доаѓање може. може би да направиме некаков воркшоп. Чисто да им покажеме на луѓе, како изгледа па да луѓе, пробаат да, свака и култура. да заинтересираме, може би некој ќе реши, ќе вложи, ќе инвестира во себе, да отиде негде или може би ќе комуницирам со кинеска амбасада да помогне да ние обучиме барем неколку кадри, да помогне државата, двете држави и да такво нешто се практицира и овде. Мислам би дека било добро. апсолутно ни треба. Не се луди ни германци, ни австралијци, ни Да, во западниот британците. свет е прифатена во Америка. Прифатина во Америка, Австралија тоа е најнормално. Само ние сме регулирано е све. од подобро е фармација, нешто да ние се- сме све од капсули направени. У алкалоид не прават, ние таму се раѓаме, не мешаат со аспирин, ајд гитла и пи ракија цел живот. Така се лечиме. Мито, све си има своји бенефити, тоа е добро за некои работи, мито луѓето треба да имаат опција и друга, значи да биде по. Јас сум фасциниран од вас, од вечерашниот разговор, господине, и многу ви благодарам за ова што несебично го споделивте со нас. Господине Пршевски, ви посакувам многу успех. Благодарам. Ќе бидам почестен и ќе ми биде огромно задоволство ако повторно Јас набрзо се се надевам, вратите да. овдека и може би нешто повеќе од ова сувопарно Јас си обетив емисија. на сопругата дека секоја година ќе доаѓам на одмор, па да видиме. Ако биде така. Кај бевте? Па бевме овде, маца во Грција бевме. Добро, бевте во Охрид? Нешто? Во Охрид не стигнавме, ми тоа во Грција полетивме доста и овде бевме во. Нема тајкули в Грција. Како у Австралија. У Австралија не е баш многу. Убаво е све, ама Грција е стварно. Да. Да. Па добро, пак сте биле во Македонија, дефинитивно. Да. Ви благодарам уште еднаш, господин Ми беше Прешевски. задоволство. Среќен пат, секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Жалам што не можев да поставам прашања бидејќи немавме стрим поради технички пречки, но репризата ќе иде за неколку часа, како и YouTube емисијата. Благодарам, лека ноќ и пријатно.